Денес имаме да споделиме неколку убави новости од Струмица Газ, јавното предпријатие за граѓаните на Струмица. Првата убава вест е дека од 1 јули имаме ново поевтинување на гасот за 3,5%, што значи вкупно земено од минатата година до сега ова време гасот во Струмица Газ е поевтинет за цели 30%, со што дефинитивно е најевтин енергенс од сите други енергенси. Зошто граѓаните треба да го користат? Треба да го користат од повеќе причини. Затоа што комодитетот е прекрасен и тие што го имаат знаат што значи тоа. Значи, нити да планирате кога да цепате дрва, да качувате, да тресете, да чистите, само еден термостат кој ќе го програмирате еднаш во годината и тој секој ден се врши својата работа. Гасот согорува 98%, што значи мислиме и на генерациите што доаѓаат. Гасот не ја загладува нашата околина. Во Струмица порано многу оџаци, енергетски изразено некаде 13 мегавати, ја загадуваа Струмица. Сега, кога другите градови зимата се гушат во смог, струмичани имат сино небо и чист воздух. Значи, гасот неслучајно е најупотребен енергенс во цел свет. Затоа им го препорачувам на сите граѓани да дојдат во нашите простори, да поразговараат, ќе им објасниме како наједноставно, како најлесно и по кој пат да стигнат до користењето на природниот газ. Минатата недела ги завршивме активности што ги бевме започнале во должина од 830 метри на улицата Илјо Шопов, каде што е поставена нова секундарна мрежа, која во меѓувреме беше и испитана од Машинскиот факултет и Институтот Цирко, заедно со Републичкиот инспекторат. Испитувањето помина во најдобар ред и со тоа ја чекаме веќе решението за пуштање во употреба и граѓаните од тој дел на градот можат да го користат благодетот на природниот газ. Во наредните денови ќе отпочнеме со изградба на нов дел од примарна и секундарна градска дистрибутивна гасоводна мрежа, кој ќе ги опфатат улиците Кочо Рацин, Јосиф Јосифовски Свештарот, Кузман Јосифовски Питу, Тошо Арсов и 27 март и Стив Наумов. Се работи за градско подрачје кое е доста тесно, каде што до голем дел од работите ќе се работат и рачно. Намерно ги ставаме во овој дел од годината кога сепак голем дел од граѓаните се на годишни одмори, за да не правиме застои и прекини на улиците. Однапред на граѓаните им се извинувам за активностите што ќе се работат, но исто како и во завршените делници, каде што се е вратено во правобитна положба, и на овие улици истото ќе биде направено. Посебно убава вест за граѓаните на Струмица, за граѓаните на Македонија и за јавното предпријатие Струмица Газ е присуството од моја страна која се одржа од 23 до 26 во Прага на покана на Еврогаз. Бевме поканети да присуствуваме на нивната годишна седница, каде што беа присутни сите дистрибутери на природен газ од Европа и како ново примени бевме ние и представникот од Украина. Ова за нас представуваше голема чест да влеземе во фамилијата на европските гасоводни дистрибутери, каде што верувам многу нешта ќе можат да споделат со нас, бидејќи тие се со долгогодишно искуство. Приемот беше многу срдечен и ни беше понудено од сите нив да имаме секаква соработка и дека ни стојат на располагање за се што нас тек не очекува, тие го поминале многу одамна. Значи, повторувам, многу во нешто, Струмица Газ е прва македонска фирма која влезе во друштвото на енергетската заедница на дистрибутери на природен газ на Европа. Тоа искуство е што правилно треба да бидат присутни МЕР, Македонски енергетски ресурси, ГАМА. Меѓутоа, ние бевме поканети, со задоволство отидовме и со задоволство станавме пријатели со луѓе што може да им помогнат, бидејќи во Македонија, верувате, оскуден е бројот на луѓе што знаат за ова проблематика, ние не се срамиме да прашаме кога нешто не знаеме. Од нивна страна беше понудена секаква соработка во делот на планирање и балансирање на дистрибутивните мрежи.